Почитувани гледачи, добро вечер. 10-то јубилејно издание на емисијата Проверитас, платформа за борба за вистината. Во ова издание на оваа наша и ваша емисија имаме еден многу интересен гостин со кој што ќе говориме многу интересни теми. Наш и ваш гостин во ова издание на оваа наша емисија е господинот Ивица Томовски, директор на службата за општи заеднички работи при владата на Република Македонија. Добро вечер, добро дојдовте во студиото на Проверитас. Добро вечер, благодарам на поканата и на можноста. Поздрав до вашите гледачи. Едва успеавме да те добиеме да не бидеш гостин заради уврските кои што ги имаш периодов. Една динамична година, би рекол, од кога се презеде власта и работењето на новата влада. Како се снајде во оваа година во таа динамика на работењето? Дали успеваш вака кондиционно уште да издржуваш и да имаш уште таков ентузијазам како на почетокот? Така е, апсолутно динамична институција со голема динамика. Очекувавме дека ќе затекнеме институција, функционална институција, за жал затекнавме хаос во институцијата, демотивирани вработени, институција во распад, слободно можам да кажам во распад. Може би затоа не ги дававме оние најочекувани резултати кои што треба да се дадат во рок од една година, но сепак сум задоволен од резултатите кои ги пруживме како тим во службата за општи заеднички работи при владата на Република Македонија. Не очекува нова година, не очекува подобра година, затоа што ние ќе бидеме креаторите на политиките, ние ќе бидеме креаторите на буџетот, а не она што сме затекнале, како што напоменав. Затекнавме демотивирани работници, повторно ќе се повторам, затоа што е многу битно, доколку не ти се мотивирани работниците, нема да имаш никаков успех. Зошто беа демотивирани? Слабо платени, лош однос на претходната гарнитура? И двете работи. И лош однос на претходната гарнитура, и намалени плати, односно закочени плати. Немало слух никаков од страна на тогашното раководство во поглед на работниците. Она ние што го направивме, првенствено направивме 38% покачување на платите. Тоа не викам јас дека е нешто премногу, но еден добар чекор и показател дека работниците се број 1 за нас како функционери, односно раководители на одредени институции, и дека и ние зависиме и државата, и ние зависиме од нивната работа. Начекавме неактивни договори, неплатени фактури, начекавме општо хаос. Дали беше тоа направено од незнање на претходната гарнитура или е направено тоа со умисла за тоа кога ќе дојде новата гарнитура во службата за општи заеднички работи на влада да не биде функционална и да биде се на незин товар, да речете, не ве бива, не правите добро, не работите ништо, гледајте како е. Кажа на почетокот дека во страшна состојба ја затекна институцијата, кога говориш за човечкиот дел, за човечките ресурси, за луѓето онатре, за неплатени фактури. Што е со останатите работи? Јас се сеќавам на една работа која што вака ја згрози македонската јавност кога објавивте снимки од во кој што се гледал на ограда која што беше убава пред владата, фрлена, руинирана, направена. Дали со други добра исто така на државата се однесувале во овие 6-7 години, кои што биле во под ингеренција на службата за општи заеднички работи? Чикле дека е тоа од незнаење, не се согласувам затоа што 7 години било раководство. За 7 години не можеш да не знаеш, односно тоа е направено со умисла, баш од тие причини да не прикажат дека сме неспособни, дека не знаеме да менаџираме. При самото превземање на функцијата директор на службата за општи заеднички работи немав класично примопредавање, односно тогашниот директор си дал го разрешил или си дал оставка 10 дена непосредно пред промената на власта и јас бев пречекан од заменикот директор кој што реално човекот не знаеше ни што работи службата, а не да имаме некое класично примопредавање. Затекнав неколку сектори каде што немав раководител на сектор, односно луѓето биле вработани со договор на дело или на со привремени вработувања, кои што одма после моето доаѓање или зема одмор па си дадоа отказ или одма си дадоа отказ, но тоа не беше пречка, напротив, тоа беше мотивација, тука свативме дека тие ни прават некаква замка, па ние јас со мојот тим, бидејќи си влегов со целосен тим натре во институцијата, направивме реорганизација, поставивме луѓе со овластување, бидејќи законот не ни дозволува да можеме веднаш да назначиме раководители, но направивме со овластување луѓе кои што беа желни за работа.
Како што напоменав на самиот почеток, направивме покачување на платите, ги мотивиравме луѓето, можам да кажам дека службата моментално работи во полн капацитет. Се врати во колосек. Се врати во колосек, така, ќе ја напредуваме, ќе даваме нови проекти, нема да го работиме само она кој што е од службата, напротив, се шириме, тука спомнавме оградата, така е, оградата беше фрлена како на депонија во касарната Илинден, ја земавме, ја монтиравме во летниот период, лани летниот период. Можам да кажам, ја краси владата, не као претходната дотраена полициска ограда која ја гнасеше. Моментално сме во фаза на преуредување на самиот двор на владата. Сепак треба да се знае дека, можеби да, ние не сме некоја богата држава, но не сме и пресиромашна држава, да владата изгледа онака како што изгледа. Во текот на периодов, се надам дека некаде до 20 јуни владата ќе добие целосно нов лик. Како хортикултурно уредување, така уредување на целиот двор, а здравје Боже до година ќе ги прередиме и плочникот да заличи едноставно влада. Ајде да им биде малце појасна сликата на нашите гледачи, зашто справиме муабет. Би те замолил да ми објасниш работата на СОЗР, колку е таа важна за функционирањето на државата, на владата. Што е СОЗР всушност и која е нејзината работа? Практично службата за општи заеднички работи има повеќе сектори, работи во повеќе сегменти на општеството, односно во обслужување на државните институции, конкретно министерствата и органите во состав на министерствата и секако владата. Еден од секторите е угостителство. Располагаме со 3 објекти, угостителски објекти, ресторанот во влада, ресторанот во собрание и бифињата во влада и во собрание и клубот на органите на државната управа или општо познат кај нас како клуб на пратеници. Исто така располагаме со владиниот авион, располагаме со возниот парк, односно ние VIP возила најчесто кои што ги водат министрите и директорите во државата. Ги спремаме платите за целата државна администрација, водиме архивата за државната администрација, практично све што значи организација на државата потпаѓа под службата за општи заеднички работи, организација и логистика. Ако се земе тоа вака фигуративно се објасни, вие практично сте крвотокот на владата. Па практично, да, имаме директно 360 вработени и индиректно имаме уште 600 вработени. Што значи тоа е индиректно? Фирми кои што не обслужуваат хигиена, тековно одржување, обезбедување и другите се директно вработени администрација во самата служба. Значи комплетна логистика на владата, за да може да функционира онака како што треба да функционира. Тешка работа, би рекол. Согласувам се. Ивица, во последно време сведоци сме на многу тенденциозно ширење на лажни вести и конкретно нешто што беше поврзано со твојата институција, неодамнешните тврдења, например, за недостаток на јајца во собранието. Колку лажни вести станаа политичка алатка за манипулација? Како да се заштитиме ние како општество од вакви обиди за дискредитација? Ти беше често пати на мета на таква дискредитација изминатава година и на лажни вести жртва. Цела година се соочуваме со лажни вести и тоа лажни вести од голем размер. Јајца, да, немаше јајца на самиот почеток кога преземавме институцијата, затоа што беше завршен договорот и немало јајца, не по наша вина, по вина на претходното раководство, кое што со умисла го завршила договорот, го исполнила дури и оне од 20% и не само јајца. Вчера демонтираше Димитар Апасиев, имаше снимка од собрание каде што јади јајца. Така, претходно кажуваше дека немало јајца, вчера ја видов таа слика. Еден од главните ширачи на лажни вести беше ликот кој што го посочевте, Димитар Апасиев. И не е само тој дел на лажни вести, ние можам конкретно да кажам, имаше лажни вести од страна на Социјалдемократскиот сојуз кој што излегува помпезно на пресконференција околу делот на бефињата, односно дека министрите и владините функционери трошат конкретно во ресторанот мож за храна, за јадење, за не знам што. Можам да ги демантирам и најтврдо. Уште го верглаат тоа, го гледам, уште го верглаат. Можам да кажам дека тоа конкретно се услуги кои што се во бифињата на министерствата. Таа фирма ги добила бифињата и таму се служи кафе и вода. И ништо повеќе од кафе и вода. И да, кога ќе видите дека некое министерство има можеби поголеми суми, кажа таму конкретно Министерството за транспорт и врски за 400.000 денари. Тоа не е месечно, тоа е за 5 месеци работа и тоа значи дека тоа министерство активно работи.
затоа што таму ги служите гостите кои ви доаѓаат од надвор. Вие имате по 20 сектори, на секој раководител на сектор да му одобрите по една одредена сума за која му доаѓаат надворешни гости, за го послужи со кафе, вода, и вие тука ме послуживте со вода. Треба ли да правиме пресметки колку сте потрошиле? Мислам се... Жално и за една држава која што опозицијата се бави со тоа кој колку испил кафе и колку испил, нели, вода во одредени институции, место да се бави Многу со... поважно е да немаме купување со службени картици, мечиња, куфери и такви слични работи, не колку вода и кафе се испил. Во секој случај. Ајде, дел си од ВМРО ДПМН и дел си од, нели, владините институции како член на политичката партија ВМРО ДПМН. Малку за политика да поразговараме. Како ја оценуваш моменталната политичка состојба во државата? И дали, конкретно, безидејноста на опозицијата, особено на Социјалдемократскиот сојуз, представува проблем за македонската демократија? Јас искрено жалам што немаме опозиција. Обично секоја држава, односно секоја власт треба да има силна и стабилна опозиција за таа да биде коректор на власта. Ние имаме опозиција која што се занимава само со дневно политички собирање на поени, растурање на пердови. Ова не е опозиција. Реално за општеството и за државата е многу лошо кога немате опозиција, односно кога државата ви се наоѓа во ваква состојба каква што е во овој момент. Во секој случај со квалитетна и коректна опозиција подобро ќе работи и власта заради тоа. Без ширење на лажни вести, него со конкретни предлози и конкретни критики према власта за одредени некои действија кои што ги прави власта. Слободен ќе видам, ќе кажам дека се работи за класичен политички популизам по целата опозиција во Република Македонија, од она што следам јас последнава година, и кај ДУИ, и кај Левица, и кај Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е политика на дневна база и еден класичен популизам. Но веќе се прочитани од јавноста и тоа јавноста, односно граѓаните на државата ќе им го покажат на следните локални избори. Тоа практично ќе бидат локални избори дали граѓаните се согласуваат со политиките на владата или се против владата, па ќе видиме каков ќе биде освоен бројот на градоначалнички позиции. Јас ве убедувам дека тоа ќе биде многу поголем од сегашниот, така да тоа ќе биде добар показател. Поголем од сегашниот, уште 4 градоначалнички места досвои ВМРО ДПМН. Ќе ги освои. Ќе ги освои сите. Интересно е да се каже дека е познато дека се работи добро оваа година, се работи во многу сфери во кои што твојата служба е поврзана. Еве конкретно работите и на модернизација на владините возила. Уште поинтересна една акција која што ја подготвувате е воведување на обележени таблици за службените коли. Јас се сеќам многу малбев кога го фатив тој дел, многу малбев кога имаше ни црвени таблици во поранешната држава и пеа токму такви од таков тип. Што мислиш, дали ќе придонесе ова за поголема транспарентност и рационализација потрошењето на јавните средства, кога ќе знаеме дека возилото е обележено и си е владино возило? Апсолутно да. Ќе се тргнат оние сомнежите за злоупотреба на службените возила за приватни цели, партиски цели или било какви други цели кои што не се поврзани со државните работи и интерес на државата. Она што ние го направивме, односно морам да потенцирам дека ние 30 години слушаме во државата дека ќе се обележат службените возила, ќе се знае дали се злоупотребува, не се злоупотребува и ние не гледаме никаков чекор. Можеби ние малце задоцневме не по наша вина заради институционални пречки и такви се процедурите во државата и тоа. Ние формиравме прво една работна група во рамките на владата по моја иницијатива и по иницијатива на председателот на влада Христијан Мицкоски. Таа работна група изработи еден правилник за овие службени возила. Правилникот го изгласавме, го помина сите филтри, законодавство, Министерство за внатрешни работи, министерот го потпиша, го поминавме на седница на влада и после тоа следеше процедура каде што треба се набават соодветните бои кои што треба да ги набави Министерството за внатрешни работи. Тендерот за набавка на бои е активен моментално, се очекува во секој момент да заврши, не знам дали се 10-15 Така какви таблици ќе има, какви бои, зашто ќе бидат? Црвена и жолта боите ќе бидат практично како македонското знаме и сите службени возила во државата, без разлика дали тие се владени, министерски или општински возила, ќе бидат обележани. И не само тоа, ние како служба за општи заеднички работи на нашиот сајт ќе објавиме мејл адреса и телефонски број каде што граѓаните практично ќе можат да пријавуваат
потенцијална или можна злоупотреба на тие возила. Да речеме да најаме возило некаде по Грција, како што било во минатото случаеви, во Охрид, во Струга, било каде. Па дрва носат. Апсолутно така, да можат да пријавуваат, а ние веднаш да реагираме во најмала рака тие фотографии да исподелуваме до јавноста, да бидат изложени на критика и доколку дозволуваат законските норми да можат тие лица да бидат казнувани или соодветно санкционирани заради нивната злоупотреба. Очекувам дека во текот на летниот период, непосредно пред изборите, сакам да потенцирам пред изборите за да се отврли онаа можност за злоупотреба за партиски цели на тие возила, дека ќе бидат сите возила обелешени. Тоа е одлично. Бевте пред една жестока најава, жесток напад, вие како влада говорам, кога ја пренесовте идејата за обновување на владината флота со нов авион. Колку е оправдана оваа инвестиција, ако се земат предвид трошоците за сервисирање, да речеме, на старите авиони? Колку е потребно ова? Стариот авион захтева многу сериозни сервиси, бидејќи веќе не се произведуваат делови за истиот и користи репарирани делови, затоа често се случуваат тие дефекти и ние трошиме енормни суми на пари, да не грешам се околу цифрите, околу 4,5 милиони евра се потрошени од 2017 до денеска. Доколку ние набавиме авион, тој авион нема да биде ниту мој, ниту на премиерот, ниту на ВМРО ДПМН. Тој авион ќе биде владин авион и авион на државата кој што ќе биде користен од сите можни сегашни и идни функционери на државата. Ако сакаме да бидеме сериозна држава, ние мораме да имаме соодветно летало, соодветен авион, ние мораме да имаме соодветен возен парк, затоа што тој е лик и соодветни објекти кои што го представуваат ликот на државата. Повторно ќе повторам, тој авион нема да биде мој. Јас најмалце можеби никогаш нема да го искористам, но е корисен за државата. Ние сакавме да пристапиме малце на друг начин на ова прашање. Почнавме да го комуницираме со јавноста. Јас бев првиот човек кој што го обзнани тоа во јавноста и знаев дека ќе најдам на критики. И очекував дека ќе има критики, но сакам да ја запознам јавноста што значи да имаме авион, зашто е тој корисен, што е ликот на државата. За разлика од минатата власт која што била во одредени преговори со одредени компании за да набави авион, но јавноста не слушна никакво јавно обзнанување околу набавка на тоа. Не видовме вица ни авион, ни електрично возило, видовме во Тетово, намо, ни еден куп други работи, кои што беа ветени, имагинарни, онака, непостоечки. Владиниот авион е добар проект, во секој случај за оваа држава, објасни зошто, но едно што изминатиот период искрено ја израдува македонската јавност, поготоа граѓаните на главниот град, беше што иницииравте реновирање на македонско село. Нешто што беше една од најубавите работи направена вака во Скопје и Скопско, и кое што остана да стои така со години, и секое поминување покрај него онака будеше ни лоши чувства, неубави чувства, руинирани, како да ја гледаш цела Македонија да пропаѓа, нели секоја куќа е дел од Македонија таму, ама вака во целина кога ќе видеше целата таа работа, буквално чувствуваше приказната како што се случуваше од Јас често пати слика за Македонија беше баш тоа. Од каде идејата да се реновира македонско село? Што е визијата на овој проект? Често пати кажувам дека комплексот македонско село е идентитетот на државата. Таму имате 14 автентични куќарки кои што се автентични за секој крај од државата. Све на едно место каде што можат луѓето да ја видат архитектурата и градбата на нашата држава. Таму планирано е заедно со Министерството за култура, бидејќи во срцето на самиот комплекс има музеј од Министерството за култура, да прати министерот двајца туристички водичи кои што ќе објаснуваат и ќе раскажуваат за комплексот, односно за селото. И вториот аспект зашто сакавме да го опуштиме во употреба, затоа што тоа село не функционираше 6 или 7 години по самото доаѓање на власт од страна на Социјалдемократскиот сојуз и заради тие причини, заради нивното неработење, државата има штета околу $500,000 евра. И никој не сноси одговорност. Плаќате осигурување, плаќате обезведување, плаќате, губите закупнина која што се наплаќало до тогаш, која што е иста сума од тогаш до сега и што е најважно, пропаѓа селото.
односно секоја куќа која што не живеете, таа не одржуваш не одржуваш, таа пропаѓа. Имаме избран концесионер. Концесионерот е во добра динамика да го среди селото, да го реставрира, да го реновира, бидејќи беше навистина во лоша состојба. Имаме точно термин. Практично првото примопредавање и отварање на селото ќе биде на 19 овој месец во 11 часот. Браво, брзо. Да, планираме заедно со премиерот да отидеме и со целосната влада да направиме едно примопредавање и отварање. И второто отварање на селото, односно отварање од пошироки размери ќе биде некаде 24-25 јуни. Кои се твоите очекувања? Има ли добра еднина оваа приказна со македонското село? Видете, сигурно имавте направено некои анализи што како понатаму со тоа. Во најмала рака нема да се распаѓа. Второ, ќе наплаќаме закупнина како држава. Нема да трошиме пари за обезбедување и осигурување, тоа е на концесионерот. Го издаваме на 15 години, значи наредни 15 години овој комплекс ќе живе. И Скопје добива една старо-нова туристичка дестинација, односно која ќе ти дојат гости од странство, па и дипломати и било каков тип на гости, вие имате плюс дестинација да го однесете и да знаете дека нема се устрамите. И баш ќе биде репрезент на сето нешто представува Македонија. Апсолутно. Ајде малку неколку прашања поврзани лично со тебе. Еден си од луѓето кои што доаѓа ретки од луѓето кои што работел во приватен сектор, па отишол во државен да работи. Имаш многу долгогодишно искуство во приватниот сектор. Дали ти помогна тоа со преземањето на оваа функција која што имаш во моментов? Се работи за диаметрално два различни начини на функционирање или приватниот сектор и држава. Секако Како да. се снајде? Секако да. Видете, менаџерските способности најдобро се градат во приватниот сектор. Бидејќи таму вие морате да бидете и менаџери, продавачи, купувачи, се наедно, мора да бидете сами, додека во државата си имате различни сектори кои што можат тоа да ти го олеснат и да ти помогнат, но има и еден мал недостаток во државните работи наспроти приватниот сектор, затоа што во приватниот сектор процедурите побрзо течат, работите побрзо се случуваат, додека во државата си има процедури, па имате полузаспана администрација, тоа мора да се признае, не е тоа случај. Бирократијата е најголемиот проблем. Бирократијата е дефинитивно најголемиот проблем. Ево ќе кажам конкретен и прост пример на некој начин, доколку владата, премиерот треба да го искористи авионот. Треба прати соодветно барање до службата за општи заеднички работи, тоа да влезе во архива, па да дојде до мене, да го потпишем, да опратам до соодветниот сектор. Авиосекторот го изготвува решението, го враќа кај мене повторно преку архива, додека стигне тоа му треба една недела. Во приватниот сектор го немате тоа. Си купуваш карти, си одиш. Така, се согласувам и тоа треба да се скрати и се ние спремаме некој мини проект, односно на некој начин дигитализација на целото функционирање, наместо тоа да иде хартиено. Прво штедиме хартија, второ го забрзуваме процесот. Владата и било која друга институција која што има конкретни барања према нас, ги понесува преку електронска пошта, тоа веднаш оди до соодветниот сектор и тоа многу побрзо ќе течат работите, но сепак да се вратам на почетното прашање, да, ми помогна тоа што сум работел долги години приватно, затоа што таму сум ги изградил своите менаџерски способности и точно знам како кој човек каде да го распореди. Па добар пример и тука, но еве ако земеме примери новата администрација на Доналд Трамп, претежно е поврзано со луѓе околу него кои што доаѓаат од приватниот сектор и кои што биле успешни во сето тоа што го работел исто како и ти. Така. Кога говориме за твојата успешност и твојот имидж, често пати си мета на напади во јавноста. Како се справуваш со медиумските притисоци и дали сметаш дека си жртва на една поширока политичка пресметка? Јас пред почетокот на емисијата ти кажав во топ 5 си на напаѓани по последнава година од владеачката гарнитура. Што мислиш, дали си жртва на една поширока политичка пресметка и колку влијае тоа на твојот имидж во јавноста кога си мета на вакви напади? Не е лесно да оние кои што не знаат што е јавност,
не знаат колку е тешко да си нели мета на вакви организирани напади. Апсолутно се согласувам со тебе. Да, често сум мета на напади, тоа ми дава мотив, тоа ме охрабрува, тоа ми кажува дека сум навистина на вистинскиот пат и тоа што го работам онака како што треба, честно, поштено, достоинствено, без да си го оцрнам и мојот образ и образот на премиерот кој ми ја дал таа доверба и кој ме поставил на таа позиција и ќе продолжам тоа така го работам. Можев и јас претходно да работам како претходното раководство под радарот на медиумите, односно никој да не знае што и како работи службата. Напротив, јас одлучив другиот пат да го фатам, да подлежам на критики, но на реални критики, не на лажни вести, како што напоменавме на самиот почеток на емисијата, но сепак не е едноставно, не е лесно, особено не е лесно за семејството кога те чита како те критикуваат, те познаваат многу подобро, знаат дека тоа не е вистина, но тоа што е, ние сме се нафатиле на таа работа, ќе ја тераме таа работа, мораме да ја доведеме државата на вистинскиот пат, на правиот пат, на онака како што заслужува да биде, она што беше во суштина државата пред да ја преземе државата да ја раководи Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи ние бевме лидери во регионот, па можам да кажам и пошироко, а не со нивното функционирање, владење, паднавме да се такмичиме некаде со Косово. Како викаат, една стара поговорка, една будала што ќе расипи, 100 гениалци не можат да го поправат. Апсолутно си во право за тоа. Според ова што го збориш, гледам дека ставате акцент на ред, дисциплина, транспарентност. Дали тоа значи дека ќе се продолжи со кадровски реформи и рационализација во... На почетокот кажавме нешто, ама не баш се онака. Дали ќе се продолжи со кадровски реформи и рационализација во службата за општи заеднички работи на владата? Апсолутно, да. Ние имаме една поголема систематизација во службата која брои околу 500 вработени. Моментално ја затекнавме со многу мал број редовно вработени, другите се на определено време, но мислам дека ќе стигнеме некаде до 400, нема да ни бидат потребно 500 вработувања за да можеме да работиме функционално, а да не го оптеретуваме буџетот на државата. Домакински, што ви се рекли. Домакински, така. Да отвориме на тема која што представува можеби една од поголемите настани што се случи изминатата година, една огромна трагедија со настанот во Кочани, кој што и до ден денеска нели има одредени политички препукувања, репекусии околу целата работа. Што мислиш, колку беше важна брзата реакција на владата и институциите, меѓу кои беше и вашата служба? Знаеме дека сето она што го кажа после нели настанот, после оваа катастрофа што се случи во Кочани, сите тоа го кажуваат, семо на наша мала опозиција знаат, е дека владата беше на ниво на својата задача, изреагира многу брзо, изреагира многу квалитетно, што покажа дека ние како држава имаме потенцијал за сето тоа да го правиме. Што мислиш, колку беше брза реакцијата и квалитетно направена? Најважна беше брзата реакција. Затоа што со нашата брза реакција како влада, ние можеби спасивме уште многу голем број жртви, со тоа што го активиравме тој системот за помош на Европа, веднаш уште на самиот почеток. Тоа беше утрото во неделата, кога беа испратени луѓето на лекување во странство, во државите каде што ни пружија првично помош и што е најважно тука, немавме ниту една жртва при транспортот, која што најчесто се случувало во вакви ситуации. Морам тука да ги поздравам медицинскиот персонал кој што одговори на задачата, не знам, на највисокот ниво, без разлика на критиките кои што ги имаме ние целиот изминат период према здравствените работници, према сите, навистина одговорија на највисоко ниво, како што тоа не е случај дури и во многу европски држави. И не беа паушални и смешни. Изреагираат брзо, владата изреагира многу брзо. Тука нема... Направивме поддршка на донаторската сметка на Црвениот крст, затоа што сакавме парите да бидат од луѓето кои што сакаат да донираат, да бидат канализирани на една сметка, да нема можни злоупотреби, да нема отварање и разлевање на средствата на повеќе сметки. Мислам дека тука постигнавме еден голем успех, бидејќи се собраа нешто над 2,5 милиони
евра, што тоа е прв пат толку средства да собере Црвениот крст. Тие средства во кругот на Црвениот крст заедно со здравствените работници и владата во координација се распоредуваа по луѓето онаму каде што им беше најпотребно. Ние како држава издвоивме од буџетот, од резервите на буџетот на државата 30 милиони денари кои што беа префрлени конкретно на службата и тие беа средства наменети за поддршката на жртвите, односно на оние лица кои што се лекуваат во странство и нивната придружба да не биде изложена на никакви трошоци при нивното лекување, каде што и ден денеска имаме луѓе кои што се лекуваат, ево конкретно во Турција има веќе 90 ден каде што луѓето се сместени во хотел, им се обезбедува сместување, нема никаков додатен трошок. До сега се потрошени околу 22 милиони денари и ќе бидат потрошени онолку средства колку што се потребни. Не е тоа важно дали ќе бидат 30, 60 или 120 милиони. Ќе бидат средства одвоени од буџетот на државата онолку колку што е потребно луѓето да не се изложуваат на додатни трошоци. Друг дел кој што го прави владата во овој момент е оспособување на одмаралиштето на Пониква. Тоа мислам дека во собственост на Министерството за внатрешни работи, бидејќи овие луѓе им треба рехабилитација, им треба заштита во делот на здравството, бидејќи не треба да бидат изложени на сонце, па не треба да бидат изложени од инсекти и слично, затоа се одлучи да им се помогне да се отстапи ова одмаралиште во Пониква и комплетно ќе им бидат покриени сите трошоци, сместување, храна, престој, све комплетно, што значи стоење таму и најверојатно ќе се ротираат зависно од бројот на луѓе кои што ќе бидат пријавени. И не е само ова тука што застанува. Премиерот најави пред неколку денови на годишната конференција на Унијата на млади сили дека работи на проект за Кочани, проект Кочани 2030, чинам така дека се викаше, каде што многу повеќе и подобро ќе му се подобри животот на граѓаните во Кочани, како во здравствениот дел, така и во економскиот дел. Тоа е многу добро и добро е ова што го кажа Ивица, бидејќи денове бевме сведоци на организирани и оркестрирани напади од политикански напади од опозицијата, дека владата не прави ништо за овие луѓе во Кочани. Конкретно кажа што е, како е. Јас често пати кажувам дека не постојат зборови кои што може да ги утешат овие луѓе. Постојат дела како може да им помогнете. Жалам што политиката замеша прсти, односно оние опозиција кои што не се опозиција, реална опозиција, него се опозиција од дневно политички поени, замешале прсти и настапуваат така како што настапуваат. Неколку пати сум спомнал и во минатото имаше еден човек кој што сподели Facebook статус дека државата не му помогнала на никаков начин. Јас тоа го кажав на настанот кој што го имавме во влада заедно со Клекоски и со Црвениот крст, дека не е точно. Не се точни тие информации, напротив, сме им помогнале, сме им дале сместување во соседна држава, каде што биле на лекување, сме им обезбедиле транспорт од таа држава до дома, така да не е точно дека не добиле ништо конкретно од државата. Мимо тоа што го добиле од Црвениот крст, од Црвениот крст добиле плюс 300.000 денари на сметка. Тврдите дека владата целосно ги поддржува и ги поддржува повредените. Апсолутно, да, и немам дилема од тоа. Државно збор, во јавност го кажуваме ова, да видиме така дали ќе биде, се надам дека ќе биде. Да се вратиме малку наназад. Еве за кризава во Кочани. Почетокот, некој што кажавте, дека што делувавте добро организирани координации. Како се организиравте? Имавте ли кризен штаб? Кои беа тие луѓе? Како работевте во тој период? Немаше многу јавност целата таа работа, меѓутоа ефектот од тоа се виде, нели, како беше спроведена акцијата. Така како бевте организирани? Првично беше недела утро кога се собравме во влада и ги договоривме, односно премиерот делегира кој какви обврски има. Тука морам да ги поздравам Министерството за надворешни работи, министерот Тимчо Муцински, Министерството за одбрана и министерот Владо Мисајловски, кој што исто така во рамките на своите министерства, институции има отворено кризен штаб. Министерството за здравство имаше собствен кризен штаб и службата за општи заеднички работи имаше кризен штаб. Практично имаше 3 до 4 кризни штабови кои што малтене на дневна основа комуницира, а најмалце 3 пати во неделата има
конкретни состаноци за да биде секој проблем решен. Министерството за надворешни работи при нашата работа играше клучна работа. Практично амбасадите и конзуларните представништва ни беа логистика, амбасадорите беа логистика, се грижа околу семејствата, се грижа околу трансферот од аеродромите до соодветните болници или хотелите, така да мислам дека добро одговоривме. Може би ќе се најде некоја забелешка, не викаме дека ние све сме одработили онака како што треба, но се трудевме и се уште се трудиме да биде тоа максимално во помош на овие луѓе. Нели делата го кажаа тоа дека бевте добро организирани како кризен штаб и добро си ја завршивте работата. Да се надеваме дека да им посакаме што побрзо оздравување на тие луѓе и враќање нели во редовниот колосек. Што мислиш, дали Македонија е на добар пат да се врати во својот редовен нормален колосек по една година од владењето на оваа политичка номенклатура? Овој народ во изминатите 7 години премногу уморен, премногу тажен, премногу излажен. Што мислите? Македонија очекува многу убави денови и очекува градежна експанзија буквално секаде низ државата, во секоја општина, во секое населено место и очекуваат нови странски инвестиции и очекуваат навистина многу добри работи. Една година е стварно многу мал и краток период, но од сега се чувствуваат промените во општеството и тоа не го говорам јас затоа што сум дел од оваа влада, тоа го говорат анкетите, тоа го говорат граѓаните, тоа го говорат и медиумите, кои што нас треба да ни бидат критичари и треба да ни бидат критичари, но доколку застанете со сите нив поединечно на зборите ќе кажат дека има многу голема разлика од она 7 годишно владење до ова едногодишно владење и ќе повторно, тоа е сепак премал период. Да оставиме време и простор да ги направиме сите оние работи кои што сме ги зацртале, да ги направиме промените, реформите за подобро живење и да го испречиме она иселување од нашата држава. Главен проблем во минатото во Македонија беше високиот степен на корупција. Што мислиш, дали владата оваа година добро се снајде во борбата против корупција? Дали има конкретни резултати кои што претходно не сме можеле да бидат видливи или воопшто да бидат тие луѓе на некој начин доприливи до законот? Дали добро се бори владата со корупцијата? Да, добро се бори владата, но тука треба малци обвинителството да поработи во своите редови, бидејќи не секогаш одговара на она што му е задачата. Но владата не сме да се меша во обвинителството, тоа е што е, тако е какво што е. Жалам што е тако навистина, бидејќи имаше простор да немаме бегалци во државата, односно соодветно да одговорат и брзо да одговорат, да може сите оние кои што се огрешиле да бидат затворени и тие да бидат пример за сите идни функционери, дека секој оној кој што ќе се огреши и кој што ќе постапи спротивно на законот, ќе биде утре затворен. Тука нема врски, нема партиска припадност, нема кај вас тоа. Па ево со делото како се води Кочани, може сами да видите дека имаше и актуелни министри затворени, има актуелни активисти на самата партија кои што се притвораат, затвараат само за да имаме навистина транспарентно и разрешување на овој случај. Времето многу брзо помине, Ивица. Интересен разговор си тераме, а ќе тераме и во некој друго издание сигурно на Проверитас од причина што позицијата на која што си сега во моментов е динамична и ако продолжите со овој тек, ќе има секој за што да се збори. И интересно за јавност, до сега ја немаше. Да. Еве нешто лично прашање конкретно до вас. Дали сметаш дека нападите кон тебе се обид да се дискредитира твојата работа, токму затоа што на некој им пречи редот, дисциплината што ги воведуваш? Апсолутно така. И преска истото го напоменав, тоа е мотив за мене. Тоа е знак и показател дека навистина се движам на вистинскиот правец и правам нешто добро пред се за државата, за моето дете и за сите оние кои што ми се во моето окружување. Тоа значи дека штом те критикуваат, се плашат од тебе. А штом се плашат, работиш нешто добро. Како што треба. Јас би ти посекал и понатаму да останеш посветен и транспарентен во работата. Повторно да се видиме во некое издание,
на емисијата Проверитас. Ми беше многу драго што вечера беше дел од емисијата Проверитас. Се гледаме повторно во некој издание каде што ќе ни бидеш повторно гости каде што ќе разговараме на други теми. Продолжете така како што работите и вие и целата влада. Го гледавте 10-тото издание на емисијата Проверитас, подкастот кој што е посветен на вистината. Не заборавајте, следете на сите социјални мрежи, стиснете subscribe и станете дел од платформата за вистина Проверитас. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.